Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Зошто доаѓаме во храмот? Која е целта на нашето доаѓање во храмот, катадневно и кога има литургија? Целта на доаѓањето во храмот пред се е средбата со Бога, бидејќи храмот е Божјиот дом. Еднаш еден свештеник, седејќи во храмот, имал посета од една жена. Жената дошла и му рекла: "Отец, јас многу страдам, имам проблеми, се нервирам многу. Кажи ми, отец, што да правам? Имам проблеми со тој, со овој, вака, така." Свештеникот, гледајќи ја жената, најпрвин што имал представа пред себе е дека жената прв пат ја гледа во црквата. И ја рекол: "Сестро, сите ние сме грешни. Сите страдања кои ни ги допушта Бог, сите болки, сите проблеми се за Бог да не приведе кон Него. И сите тие кои што се јавуваат во нашиот живот, не се заради тоа што Бог е лош и не казнува, но се последица на нашиот грев. Па добро, што да правам? Покај се, сестро. Покај се и исповедај се, оти светиот Јован не повикува на покаяние." Го погледнала: "Отец, чекај малку. Попе, јас не сум грешна." Што имаме сега во Евангелието според Лука? Сушта спротивност. Ете го Христос оди и минува низ Захеј, низ Ерихон. И во Ерихон има една полна толпа со луѓе. Народ, сите, како и ние што сме тука, сите дошле да го видат Христа Господа. Имаме еден цареник, Захеј. Тој цареник бил многу омрзанат од народот, од еврејскиот народ, од Израелот. Не само тој, сите негови колеги. Од причина што собирале данок, но не само што собирале данок, туку земале повеќе од данокот. Но сепак, иако бил омрзен, бил со лицемерие почитуван од народот. И знаете, сега кога сме во овој век и свет на положба, внимаваме што правиме. Знаете, ние имаме положба, став. Пазиме да не речат: "Еј, овој што прави, не му личи." А погледнете едно покаяние, а не една гордост, сушта спротивно од нашето поведение. Сакајки да го види Христа, се качува на смоква, оној кој што бил начелник на царениците и кој што бил на положба во општеството. Бог е семоќен и сезнаен и се знае, и го видел поканието на Захеј. И допуштил и ние да го видиме. И тоа не било какво, но големо покаяние. И Захеј, знаејќи ја својата грешност, вели, и исповеда пред сите, не нас само, но пред сите. Тоа дава на тежина на покаянието. "Ете, Господи, и половината од својот имот ќе ја дадам, а ако што сум зел нешто несправедливо, четврно ќе го вратам." Што барал Мојсевиот закон како исполнување на Божјата правда, кога некој нешто несправедливо ќе зел? 1/5 од имотот. Што дават Захеј? Половина имот и секому кој што зел 4 пати повеќе. Ете, тоа е покаяние. Ете, кон такво покаяние сме повикани. Ете, сите сме повикани за и ние да ги чуеме Христовите зборови: "Денеска дојде спасение на овој дом,
зашто е тој син Авраамов и синот човечки дојде да го побара и да го спаси загубеното. Кој е таа петина, четвртина, половина или четворното нешто кое што го бара Бог од нас? Не парите, но е љубовта и нашето покаяние. Често пати нема да поаѓам од другите, да појдам од себе си, исповедајќи го тоа пред вас. Често пати младите, кога се запишуваме во богословија, се запишуваме сакајќи да ја смениме црквата. Но во својата гордост не гледаме дека вистинските промени не настануваат сакајќи да промениш нешто и некого. Вистинските промени настануваат во црквата и насекаде во општеството, кога ќе се смениме себе си и само така, преку внатрешна промена, преку покаяние, можеме да го прославиме Бог. Сите ние сме царско свештенство. Сите ние сме повикани да го славиме Бога. Не само ние, клирот, но и вие верниот народ. А како ќе го смениме она кое што не ни се допаѓа на подобро? И во општеството, и во домот, и овдека. Единствено преку себе промена, гледајќи и имајќи го Захеј за пример, со тоа што наместо пари ќе дадеме љубов и ќе дадеме покаяние и ќе ја видиме својата недостојност, бидејќи оној кој што греши, оној кој што паднал во грев, колку и да има световно достоинство, тој се оддалечил од Бога и повеќе не живее, но само битисува чекајќи ја својата смрт. Затоа, да живееме живот на збор и на дело, со покаяние и подготвувајќи се да го сретнеме Христа и на литургијата во светата причест и во денот и часот на нашата смрт, бидејќи не е страшно да се умре. Страшно е да застанеме пред Бога, заради тоа што нашите дела или недела ќе сведочат и ќе зборуват преку нас, односно ќе сведочат и ќе зборуват за нас. Мир и благослов од Бога.